Драг мој патнику намернику, драг мој пријателе од каде и да си од светот. Ти кој си дојден тука, или ти кој живееш тука, или ти кој сакаш да дојдеш и да ја посетиш мојата земја Македонија. Ти кој сакаш да ја видиш сета нејзина убавина и да ја чуеш сета нејзина убавина. Тебе ти се обраќам и ти велам. Отворено ти е срцево, отворена ти е и душава. И куќата ќе ти ја отворам, мојата куќа македонска. Добре дојден си човеку, од каде и да си. Добре дојден си секогаш и во секое време. Повели, отворени ти се сите реки, сите планини, гледај. Отворени ти се сите низини и долини. Отворени ти се сите бисерни езера. Сите црквени порти ќе ти ги отворам, за да ги чуеш камбаните кои овде чукаат од памти век, откако чука светот и векот. Добре дојде патнику намернику и еве ти повели. Слушај, гледај и уживај. Ова ти е приказната за мојата Македонија. Само едно мора да знаеш уште пред да тргнеш по овие патеки македонски. Кога ќе ги отвориш најстарите Библии, најстарите записи за човештвото, ти ќе го сретнеш името Македонија. Може би не знаеш или не си чул, од 8 век пред нашата ера, не оваа ера, пред нашата ера. Од тогаш ова име постои. Старомакедонско му е потеклото од митскиот јунак Македон. Мора да знаеш и тоа пред да тргнеш по овие патеки овде, ти човеку, дека најстарите траги за живот на луѓе овде во Македонија датираат од времето на неолитот, уште од тогаш, па потоа преку бронзеното време, па сите времиња потоа до ова време денеска, кога еве седам овде среде оваа убост и ти ја раскажувам оваа приказна. До ова време денеска, кога сонцето и понатаму изгрева над мојата земја. Изгрева за да ја покаже сета своја убавина, како на преубава мома која помалку скромно, дури срамежливо, до ден денес ете така, простум пред светот стои. Да, уште од 8 и 9 век пред нашата ера. Тука, да, по долината на оваа река, реката Вардар, уште тогаш имало населби. Уништени биле, опожарени. Но нема да ти раскажувам овој пат за тоа, кој се поминал овде, кој се сакал да земе од ова парче земја, кој се сакал да пустоши и да присвои. Не. Овој пат ќе ти зборувам за скапоцените и за блескавите приказни. И за исто таквите убавини на оваа моја земја Македонија. Ти сам ќе осознаеш зошто сите го сакаат токму ова парче земја. Но пиреј човеку ова парче земја, пиреј. Ти го корнеш, тоа пак расте. Сакам и ова да го знаеш пред да тргнеме. Македонското кралство се појавува исто така во 9 век пред нашата ера. Па потоа 4 векови подоцна, кралството Македонија станува значаен политички, економски чинител во целиот овој регион овде. Филип II Македонски, покорувајќи ги и илирите, и тракијците, тој успеал да ја освои сета Грција. Неговиот син пак, Александар III Македонски, тој кој што е една од најзначајните фигури кои историјата на човештвото ги спознала некогаш, ете тој успеал да ја прошири македонската држава на 3 континенти. Да, на 3 континенти. На Европа, на Азија и на Африка. Тој не е само најхрабриот војсководец во светската историја, туку тој е син на сонцето. Како таков создал градови, културата имала примат секаде каде што зачекорил. Александриската библиотека е хималајскиот врв на светската писменост од македонско потекло. Кога била запалена, македонската царица од Птоломеите зачувала голем дел од истите. Владетелка со храбро срце, исклучително виспрен ум, која и самата потекнувала од Македонското кралство. Ти мора да го знаеш ова човеку пред да тргнеш по патеките на оваа земја денес. Ти ги оставам сега сите овие историски патеки, сам да си ги проучиш и сам да си ги протолкуваш. Сакав само тоа да го знаеш, за да знаеш каде чекориш. Одиме сега. Се ќе ти покажам. Подготви се, оти ќе бидеш опиен. Од се што ќе видиш, од се што ќе чуеш и од се што ќе вкусиш.
Седни сега да се напиеме едно кафе и една ракија, так, без мезе, на гладно срце. Подосна ќе ти ја покажам софрата наша. Оти ако седнеш, нема да станеш, па ќе ти остане се нит видено, нит чуено. Вака, ќе те однесам прво во Кратово. Знаеш зошто? Бидејќи тоа е најстариот град на Балканот. Ќе те однесам и во Крушево, затоа што тоа е пак највисокиот град на Балканот. Ќе те однесам и во Берово, за да го видиш Беровското езеро и за да го пробаш најубавиот мед и најубавото сирење на светот. И во Тетово ќе те однесам. Ти мораш да ја видиш шарената џамија. Оти пак таа е една од најубавите и најчудесните исламски архитектури на светот. И афионските полиња ќе ти ги покажам. Да, и тие. Оти 14 пати нашиот морфиум е посилен од кој било друг светски морфиум. Ке те однесам да видиш и неколку водопади. На очите нема да им веруваш. Овде од сите страни вода извира човеку, од сите страни. Вода која можеш да ја пиеш. Да, тука да клекнеш и да се напиеш. Во секоја куќа овде можеш да тропнеш. Ете така, без да се најавиш. Кај да се најдеш во мојата земја, било каде. Само чукни и ќе ти се отвори. Така како што пишува и во Библијата. Срдечно ќе те пречекаат, ко род да си им, ко брат да си им. И постела, и софра ќе ти наместат, и кафе ќе ти сварат. И лепи црна сол да си мацнеш ќе ти дадат. Оти адетот е таков кај нас. Гостинот да се нагости. Домашен леп и црна сол, таква каква што немаш пробан. И ракија секако. Оти душата и дамарите ќе мора да си ги смириш со една чашка ракија за да можеш да тераш натака. Натака, планините ќе ти ги покажам. Оти во мојата земја имаш планини недоброени. Која од која побогата и поубава. Погледни, гледај. Езера, реки, потоци, шуми. Крај и нема на оваа моја македонска убавина. А пештери? Чудеси. Такви за какви што филмови по светот се снимаат. Погледни го овој отвор на пешна. Ке те однесам дотаму. А за Врело? За Врело имаш ли слушнато? Сега ќе слушнеш ако не си чул досега. Врело ќе биде, сигурно ќе биде најдлабоката подземна пештера на светот. Веројатно ќе биде и новото светско чудо. А Кокино? Си чул ли за Кокино? Мој патнику, Македонија има најстарата обсерваторија на светот. Не прашувај во НАСА. Јас ќе ти ја раскажам приказната за Кокино. Знам дека си чул за Охрид. Не грижи се, не ќе те оставам без него. Кај може Македонија без Охрид? И свети Наум, и свети Кирил и Методи. Не грижи се. Ке видиш и ке чуеш од каде тргнала писменоста. Од тука. И описменила се од Русија до Цариград. Се ке ти раскажам. И за престолнината секако. Во Скопје ќе го фатиме и Говрлево, и Таор, и Пантелеймон, кој овде над мојот град стражари како црковна престолнина. Овој манастир е тука од 9 век. Па матка, за која не ке знаеш сон ли е, јаве ли е. За Козјак исто така, здивот ке ти запре тука. Очите ке ти се наросат, кога тапан ке ти пукне овде, на овој врв на светот. Во турската чаршија пак ќе ни сварат кафе на песок, баклава и локом ќе ни дадат. Душата ќе ни ја дадат. А во Бигорскиот манастир пак ќе ги чуеш камбаните. Ти реков човеку, овде камбаните бијат откако постои светот и векот. За кого? За Македонија. Добре дојде. На мапа можеби нема да не најдеш. Точка сме една мала точка на југозападниот Балкан. Една мала точка, а сепак толку многу богата. Та своите ветрови, своите дождови, своите води, билки и птици, Македонија им ги подари на трите најголеми светски континенти. Една точка која е поставена во самото динамичко средиште на тектонскиот триадичен судир Европа, Азија, Африка. Пред повеќе од 2500 години оваа точка патнику на мернику била сметана за средиште и самата оскана ротација на сиот познат свет. Да, оваа моја мала точка, толку многу значајна, толку јасна, толку своја, што се што ќе допре му го дава сопствениот израз што не се брише и не се заборава. Никогаш. И затоа на Македонија
и е даден највозвишениот епитет што некогаш некому е даден. Катена мунди, копчата на светот. Со што повисоко може да се закити некој или нешто, освен со тоа што ќе рече дека е споната на светот. Ете, тоа е мојата Македонија, патнику на мирнику. И најмоќната империја, и најголемото царство стојат наспроти неа. Добре дојде ти посакувам, патнику, во ова древно парче земја Македонија. Ова е Кратово. Ова е најстариот град на Балканот. И само што ќе дојдеш овде, ќе се најдеш помеѓу тесните чаршиски улици и кули, некој од нив стари и со векови. Ретко кој град на Балканот може да се пофали со средновековни кули и подземни тунели. И дури и во нив царува светлината, зашто оваа земја е сета на сонцето. Еве, ова ти е типична староградска македонска архитектура. Колку е само волшебно сознанието кога знаеш дека чекориш по град кој живеел уште во античкото време. Тоа се тие точки по светот кои ги држат најстарите бисерни гердани се уште нанижани. Овде се ковани монети од старите мајстори занатлии овде. Ова е 300 години пред нашата ера, уште за време на пејонскиот крал Адалион. Замисли си само колку е стар овој град. Овде убав градски живот, живот со сите нишани, се случувал уште во времето на Римската империја. Толку мало место и речи си одсечено од светот, а толку многу значајно и драгоцено. Кратово бил и драгоцен рудник, од тука се тргувало и со бакар, и со сребро, и со злато. Мостови, прекрасни мостови низ цел град, стари преубави куќи кои се уште дишат и треперат како од сега да почнува нивниот век, а векови се овде. Исто како и овие кули, прекрасни камени кули преку чии порти влегуваш во друг свет, во еден дамнешен свет. Крцкаат ходниците, долапите, скалилата. На секој спрат овде крцка минатото. Тука бездната и универзумот се спојуваат. Тука, на оваа тераса, на оваа кратовска кула. Ете тука, баш тука. Овде, на врвот на оваа кратовска кула, си како на небото. А овде пак, во овие подземни кратовски тунели, си под земјата. Се верува дека вакви подземни тунели има по цел град и дека овие подземни ходници го поврзуваат цел град. Кој ли ќе знае од каде тргнуваат и каде завршуваат овие кратовски тунели? Ке чуеш приказни дека токму тука во Кратово живеел царот Константин и царицата Елена и дека токму тука во овие тунели ја спасиле нивната ќерка Косара од турскиот аскер. Ке чуеш и приказни дека овие тунели водат и до рудникот со злато. Но никој досега не ги има откриено тие златни патеки. Но знаеш што ти, патнику на мирнику? Секоја патека во мојата земја е златна. Секоја. Погледни ги овие борови дрвја кои се исто така тука во Кратово. 25 метри се високи. Мислиш и таат кон облаците. Погледни. И тие се тука од 14. век. Каква стамена природна грандиозност се овие борови дрвја. Сведочат за сета богата историска приказна што Кратово ја живее векови нанасад. И не заборави, Кратово е најстариот град на Балканот. И да, затоа шепоти минатото низ овие тесни чаршиски кратовски сокаци. И се уште по кратовските домови во наследство се остава и по некоја тава или тепсија изработена од најпознатиот кратовски бакар. Чукни на која било порта овде и побарај. Ке ти отворат и ке ти сварат едно убаво турско кафе во токму такво бакарно гезве. Оти таков е мојот народ. Ти реков, широко ги отвора своите порти секому. Напи се и терај натаму. Добредовчица, квецена сол, домашен леп. Има ваква на светот.
Нема вака на светот. Цена со Не многу далеку од тука, на само неколку километри од Кратово, ќе се сретнеш со овој локалитет кој ќе те вчудо не види, ќе те скамени. 10 милиони години е старо ова што го гледаш овде. Овој вулкански локалитет на кој што овие камени кукли, овој свој облик го добиле пред околу 20.000 години. Целиот овој простор бил покриен со вулканска лава. Со текот на годините и со екстремните климатски промени на топло, ладно, сонце, дожд, мраз, целиот овој простор почнал да ерозира и да тоне. Ете така природата ги создала овие чудесни форми кои сведочат за староста на оваа почва. Во народот се познати како куклици. Во народот исто така се уште се прераскажува и легендата за нивното настанување, а таа вели дека едно младо момче одовде од селото Куклица било влюбено во две девојки. Не можејќи да одбере која од нив ја сака за своја жена, тој одлучил на двете да им закаже свадба во исти ден. На денот на свадбата, невестата од горното маало, чекајќи го својот младоженец да дојде по неа и да ја земе, слушнала зурли и тапани. Љубопитно тргнала да види кој е тој што се весели и прави свадба во долното маало. Кога разбрала дека е тоа нејзиниот љубен кој прави свадба со друга девојка, таа скршена од болка ја изговорила оваа клетва. Нека се скаменат сите кои се таму долу на онаа свадба. И тие, и јас заедно со нив. Така и биднало. И се уште во народот ќе ја слушнеш оваа приказна за овие скаменети свадбари. А сега, уште едно ремек дело кое природата го создаде овде. Сега те водам 19 векови наназад. Вакви места има само неколку на светот. Абу Симбал во Египет, Стоунхендж во Британија, Анкор Ват во Камбоџа, Мачу Пикчу во Перу, уште неколку на некои други места во светот и овде во Старо Нагоричани во Македонија. Добре дојде во Кокино. Вака сега. Кокино случајно беше откриено во 2001 година. Нашиот археолог Јовица Станковски го откри. Веројатно, ни самиот не можејќи да верува во тоа што го гледа. Каква животна мисија е ова? Илјадници години да поминат, за ете тој да го крене таинствениот вел на Кокино. Потоа, нашиот Народен музеј од Куманово истражуваше неколку години, а сомнежите дали на вистина станува збор за природна античка обсерваторија ги потврди НАСА. Да, рече НАСА, и во 2005 година го вклучи Кокино на картата на 15 антички обсерватории. Кокино. Мегалитната обсерваторија Кокино. Еве ја овде, на овој неовулкански рит. Овие карпи се создале со стврднување на лавата која истекла од вулканскиот кратер. На овие карпи времето и ерозијата си го направиле своето. Тука направиле процепи и дел од тие процепи биле главните маркери низ кои се следеле циклусите на сонцето и месечината. Значи, еве од тука можеш да ја следиш зимската краткодневица, летната долгодневица, како и пролетната и есенската рамнодневица. Ете затоа те донесов тука. Ти не смеш да ја пропуштиш оваа ретка светска атракција кога ќе дојдеш тука на прошетка низ Македонија. И секогаш се провлекува тука и едно заумно прашање. Зошто природата реши токму и на Македонија да ја подари вакво нешто? Зошто? Нема зошто, патнику на мирнику. Оти овде, ова сонце во Македонија свети од дамнина. Ете затоа. Седни тука на зајди сонце. Седни на овој кралски престол и слушаја тишината. Може би ќе ти ги шепне одговорите на приказната која Кокино ја чува овде од бронзеното време, од 2000 години пред нашата ера.
Те носам сега на уште едни висини. Дојди да го видиш највисокиот град на Балканот. Еве си, на 1350 метри надморска висина. Знам дека срцето ти чука посилно и побрзо. Така е тоа во Крушево. Секогаш е така. Оти и овде врие од приказни. И овој град е стар, абе во древна земја си дојден човеку. Секој камен овде е постар од светот. Верувај ми дека е така. И за Крушево треба да знаеш неколку работи. Прво, дека за основање на овој град овде големо значење има доселувањето на власите. Потоа, дека крушевските градители, зоографи и резбари се едни од најдобрите на Балканот. Чуда создаваат од нивните резби и градби. Вонсериски чуда, невидени чуда. Во Крушево се случи и првиот отпор против Османлиското царство. Знаеш, не знаеш? 1903 година, на 2 август се случи прочуеното Илинденско востание. Македонскиот народ се крена на бунт против османлиите и токму Крушево беше градот кој беше ослободен. Истиот ден беше формирана Крушевската република. Слободна, независна. Таа траеше само 10 дена. Оти 10 дена подоцна османлиите дојдоа тука со 15.000 војници и го запалија цел град. Тоа се тажните приказни на мојата земја. Но замислуваш ли каков треба да биде еден народ за да се крене на востание против таква моќна османлиска империја, а? Замислуваш ли? Знае дека ќе загуби, знае дека ќе биде покосен и ничкосан, ама честа ја брани. Честа. Ја брани честа. И така е тоа до ден денес. Светот од секогаш се грабал за ова парче земја. Ти реков веќе, ова е копчета на светот, Катена Мунди. Тука се вкрстуваат сите патишта. И денес е така. Но, реков, ги оставам тие приказни овој пат настрана. Ова е споменикот кој е изграден во слава и чест на онија кои застанаа со штитот на честа и гордоста пред османлиската војска. Меморијалниот комплекс Илинден или Македониум. Овој комплекс има 4 платформи кои ја символизираат токму таа непобедливост, борба и вечното копнење на македонскиот народ за слободна и независна држава. Има и уште едно нешто по кое што е познат овој град. Тоа е една исто така многу тажна приказна, но сакам да ти ја раскажам сосем накусо. Тука е роден еден од најдобрите гласови што не само Македонија, не само Балканот, мислам дека и светот некогаш ги имаше чуено. Македонскиот Славеј Тоше Проески. Еве, ако не ми веруваш, слушни. Зајди, зајди, јасно сонце, зајди попрачи се. Тоше беше и се уште е музичкото сонце на Македонија. Допрем беше и осветлен од Бога. Така и си замина, како светлина. И затоа е направен овој грандиозен и велелепен музеј во негова чест. Се што не ќе ти докажам во овие приказни, ќе ти раскажам на салата и на ракија. Така правиме ние во Македонија. Си ги раскажуваме приказните на астал, за полесно да ни биде. Ајде, не запирај. Те носам натак. Многу ти ја знам. Но знаеш ли уште колку убавини треба да видиш и да доживееш? Ајде, ќе одиме да се освежиме малку. Те носам на еден од неколкуте најубави водопади во Македонија. Знаеш, Македонија има безброј водопади. Ти реков веќе еднаш, овде вода извира од сите страни. Питка вода. Ма овде живот извира од сите страни. И љубов, и добрина, и гостопримство.
Нема да најдеш никаде на светот вакво парче земја и ваков народ. Топлина што ги буди 7 струни на срцето на секој оној кој ќе дојде овде. Домакините овде се навикнати на неа. Сијат каеле таа скапоценост, таа единствена гостопримливост со векови. И затоа една е Македонија, од век па за навек. Не можам да те однесам на сите водопади, многу се. Овој решив да ти го покажам. Еден од Пехчевските водопади, сместен во срцето на Малешевијата. Другите сам ќе мора да си ги откриеш. А те донесов овде за да си помислиш дека си во златно-жолтиот тунел кој никој не го знае. Сокриен и стуткане овде во Малешевијата. Ова е златно-жолта представа само за тебе, патнику на мернику. Тука ќе те оставам сам да си прошеташ по ова златно-македонско царство. А овие букови дрвја, погледни ги. Овде се сечини од секогаш. Погледни ги колку се високи, до небото. Овде сонце не допира, но овде сонце се чини од секаде извира и свети. И вода, и сонце. Погледни го ова царство на убавини. Погледни го овој жолт тепих кој стотици години природата го ткае. Кој знае колку слоја од овие жолти лисја како златници се еден врз друг. Можеш да чекориш овде со часови и секој чекор трепет да ти биде. Гледај, слушај, трепери, умирај и раѓај се. И не се чуди што ти е така. Оти тоа е и кармата на мојата земја. Да трепери, да умира и повторно да се раѓа. Затоа и тебе ти е така. А? Си видел ли досега поубава природа од оваа? Овде човекот ништо ниту скроил, ниту прекроил. Вака, како што го гледаш, така Бог го наместил. Седни си каде сакаш, смири си го животот. Оти тоа, тука, во Македонија. Каде сакаш можеш да го правиш. Овде времето стои. Постои си и ти на овие малечки мовчиња. Остави нека те гали овој ветер и ова жуборење. Знам дека едвај чекаш да стасаме до Охрид. Ке стасаме, се со ред. Остави го Охрид за подоцна. Оти срцето ќе ти препукне таму. Оттаму не ке можеш никаде веќе. Затоа дозволи ми јас да те водам, човеку. Ти си овде мој гостин, а ние на гостите ти реков и душата, и портите, и сето срце им го отворам. Огладне ли? Гладен си, знам. Ајде, те носам во Берово. Слушај вака, Берово ти е еден чудесен град во Македонија. Се наоѓа во Малешевијата, еден од најубавите планински масиви кај нас во Македонија. За Берово не знам да ти кажам дали е поубаво во лето или во зима, или пак на есен. И тоа ќе мораш сам да го осознаеш. Таква е, впрочем, целата моја Македонија. Повеќе од 1/3 од мојата земја е покриена со шуми. На есен е целата златно-жолта, а во зима пак сета е бела. Знаеш ли ти какво богатство е тоа? Овие прекрасни временски услови овде во мојата земја, почнувајќи прво од местоположбата, па климата, потоа релјефот и сите останати геолошки и хидрографски карактеристики овозможуваат развој на еден куп растителен и животински свет. Цело едно богатство. Затоа мојата земја се вбројува во земјите со богат биодиверзитет. Слушај ме сега. Дендрафлората во мојата Македонија сочинуваат 319 видови дрвја и грмушки со повеќе од 80 подвидови и вариетети, од пак 119 родови и 54 фамилии. А 16% од вкупниот број на сите тие видови се балкански ендемични растенија и видови. Не се чуди, ова се податоци кои го одразуваат националното богатство, односно националното наследство на мојата Македонија. И запомни уште еднаш, скоро 40% од мојата држава е покриена со шуми, а човекот и шумите од секогаш биле поврзани со нераскинлива врска. Кај мојот народ постои култ кон шумата, бидејќи таа е нешто величенствено, таа е дар од Бога. Таа има необјаснива моќ и сила. Да, ќе те оставам малку да поуживаш во жуборењето на потоците, шумолењето на лисјата, песната на птиците. Слушај си го своето срце и душа, кој сигурно пеат од радост. Ова се веселите, ова се вселенските ноти на животот. Ете така звучи мојата земја.
Од секоја една педа овде извира живот. Кај да брцнеш никулец, ќе се фати, ќе порасне и ќе роди плод. Не ќе пробаш никаде на светот поубав патлиџан, погледни, поубава пиперка, види. Домашно сирење, сукана пита, па качамак. Еве, ти спремивме софра, повели, нагости се, науживај се. Еве, вака изгледа една типична, традиционална македонска трпеза. Ова е пинџур. Се прави од печени пиперки и модри патлиџани, толчен лук, малку макдонос, сол од ѓутере, зејтин од ѓутере, нема мерка. Тоа секоја домакинка овде го знае колку и како и сето тоа на врел зејтин се пржи. Еве вака, баш вака. Ке се вратиме на онаа прекрасна софра, не грижи се. Сакав само пинџурот да ти го покажам како се прави. Вакво ќумбе на дрва има речиси секоја една стара македонска куќа во мојата земја. И вака се прават и ајвар, и лутеница, и пинџур. Затоа не можеш да им одолееш, затоа што вака се прават. И ова гравче во оваа земјена тава, и од него мораш да пробаш. Оти не ке можеш да кажеш дека си бил во Македонија ако не пробаш од него. Ке посакаш сигурно и турли тава да пробаш. Исто така во земјена тава направена. Овчо беровско сирење. Му нема рамно на светот. Погледни. Ова се боите на мојата земја. Ова се вкусовите на мојата земја. Ова се вкусовите на долгата македонска традиција. Со секое едно залче чиниш душата со мелем ја раниш. Како на чардак да си, ни на небо, ни на земја. Ете така велиме ние тука. А македонските вина, македонската жолта ракија, погледни, злато вредна. Погледни ја оваа боја. Килибар ли е, злато ли е? 150 милиони литри годишно се произведуваат од неа и 135 милиони литри вино. Светот веќе надолго и на широко зборува и ужива во македонските вина. Сигурно и ти си слушнал за нив. Ги има наречиси сите светски вински рафтови. Нема надпревар во светот, а Македонија да не освои медал. Ете, минатата година на еден од токму најпознатите вински надпревари во светот, македонските вина освоија еден платинест медал, 4 златни медали, 5 сребрени и 21 бронзен медал. А овој пак комплекс Аурора во Берово веќе со години наред ги добива сите награди за најдобар планински ресорт и спа центар на Балканот. Обкружен со борови шуми од сите страни, веднаш до Беровското езеро. Наместен како бисер овде среде овие малешевски планини. Ти патнику намернику овде кога ќе дојдеш, ќе ја добиеш на подарок радоста на животот. И тогаш кога ќе посакаш пауни да шетаат пред тебе, срни и елени да се врткаат околу тебе, да ги допреш, да ги погалиш, да ги нараниш, за тие пак душата тебе со љубов да ти ја наполнат, срцето тебе со добрина да ти го обвиткаат и умот со добра мисла да ти се проткае. Ете тогаш дојди тука во мојата земја Македонија. Уште една работа сакам да ти кажам пред да продолжиме натаму. За македонскиот опиум. Македонскиот опиум е најквалитетниот и најдобар во светот. Нашиот опиум има дури 14 морфиумски единици. Нема друг таков никаде на светот. Пакистанскиот е втор, тој има 7 морфиумски единици, колумбискиот, например, 3,5, а нашиот, македонскиот, ти реков, неверојатни 14 морфиумски единици. Многу вакви чудеси има мојата земја. Ете и тоа, дека во Македонија има еден рудник што го нема никаде на светот. Алшар се вика, на планината Кожув се наоѓа. И представува единствено наоѓалиште во светот на талиум. Знаеш ли ти, човеку, што значи тоа? Овој минерал служи за да се детектира, односно да се лоцира неутринот. Ако се успее да се одвои неутринот од талиумот, нашата планетарна наука ќе ги разбере процесите со чија помош се регенерира енергијата од Сонцето. Ете тоа значи овој рудник. Ете таков рудник имаме ние овде во Македонија. А во Македонија се наоѓа и единственото европско наоѓалиште на рубин. И уште колку вакви убавини има, сигурно се прашуваш.
Недоброени се патнику намернику. Каде и да се завртиш овде, сегде Божија е хубавина. На сите страни, овде од 3 страни сонцете грее, а од 4-та месечината свети. Ете така се вели за мојата земја. Сакам да ти покажам и некој од незините скриени богатства. Дојди. Го гледаш оној отвор онде? Таму те водам. Овој отвор е најголемиот пештерски отвор на Балканот. Висината му изнесува 46 метри, а широчината 56 метри. Инаку, длабоко можеме да одиме, ако сакаш, до 124 метри. Толку е долга пешна. Ова е пешна. Така се вика оваа пештера. Во близината на Македонски Брод сме инаку. Тоа е едно сосема мало градче, едно од помалите во Македонија. И ете тука, баш тука, природата ја сокрила оваа пештера. Нью Йорк Таймс ја опиша дека е идентична како измислените пештери во Господарот на прстените. Знаеш, уметниците понекогаш во своите фантазии умеат да го видат и невидливото. Сликаат или пишуваат нешто, а не ни знаат дека такво нешто постои на планетата. Ниту па каде постои. Еве овде, во Македонија. И види овде на влезниот дел на пештерава. Постои средновековна тврдина и остатоци од воденица. Остатоците од тврдината на пештерата пак се дел од девините кули, кои се гледаат од тука, од натрешноста на пештерата. Еве ги овде. Легендата вели дека на тие две тврдини живееле сестрите на крали Марко. И легенди, и митови ќе чуеш овде, и приказни безброј, и записи ќе најдеш за мојата земја. Ти кажав, едни од најстарите на светот. Не заборави, во земјата од каде што тргнала писменоста на овие простори се наоѓаш. И ќе ти покажам точно од каде тргнала писменоста. Дозволи ми само пред тоа да те однесам на уште едно волшебно место. Еве овде. Ова е шарената џамија во Тетово. Гледај, погледни какво ремек дело е ова. Оваа шарена џамија е единствена во светот поради надворешната декорација и орнаментика во интериерот. Изградена е на крајот на 15-тиот век. Не се знае кој точно ја изградил, но се предпоставува дека ова ремек дело го создале мијачките тајфи кои граделе и зоографисале. Ова е исклучителен, ова е фасцинантен представник на исламската архитектура. И затоа се разбира дека е прогласена за културно наследство од особено значење. Погледни како е питорескно изведена. Погледни ги овие стилизирани флорални геометриски мотиви. Види ги овие арабески во интериерот, божествено. Погледни со каква ли прецизност се изведени овие арабескни мотиви. Погледни го овој интензивен колорит. Ете, сето тоа ја прави оваа наша шарена џамија вистински раритет во светски рамки. И знаеш уште што? Според преданието, за да се зачува ваквата живост на боите, се вели дека се употребени 30.000 белки од јајца. Па погледни, мислиш вчера е нацртано. Инаку, куполата поставено директно над главната сала за молитва, ги означува сводовите на рајот и небото. Види како доминираат листовите од акантус. Вака поставени во различни заоблени форми и како вака ја создаваат оваа толку впечатлива розета. Погледни како овој шарен раскош на зидовите се надоврзува со раскошно изработениот михраб и минбар. Сево ова е насликано на овој бел мермер. Еве, михрабов е украсен со 8 кружни полиња со калиграфски надписи. Тука има цитати од Куранот, тука се секако имињата на Аллах и Мухамед. И уште згора на тоа, ова не е само украс. Муслиманските верници тука се уште одржуваат молитвени собери. Ајде, поужива и ти уште малку, па одиме натаму. Те водам на уште едно вакво возвишено место, во уште еден величенствен храм. Не знам да ти кажам колку точно цркви, колку манастири и колку џами има во мојата земја. Недоброени се.
Мултинационална и мултикултурна е мојата земја. И во тоа е нејзиното богатство и нејзината убавина. Ке сретнеш и православни христијани, и католички христијани, и муслимани. И еве сме, толку години што се вели, крепиме сите заедно рака под рака. Еве го. Уште едно место кое не смееш никако да го пропуштиш на пат низ Македонија. Манастирот Свети Јован Бигорски. Ова е уште еден величенствен духовен храм. Уште едно ремек дело на архитектурата. Те донесов овде од неколку причини. Прво, ова е едно од најсветите места во Македонија. Се верува дека оваа икона на Свети Јован има исцелителна моќ. Ти кажав дека многу преданија и легенди ќе чуеш во мојата земја. Тоа е така бидејќи многу од градбите се векови и векови стари, па за некој од нив речиси и било невозможно да се имаат сочувани документи. Така и за овој манастир легендата вели дека го изградил извесен монах Јован, кој живеел тука некаде во близина. Внимавај, ова се случува во времето на цар Самуил, значи некаде кон крајот на 900-та година. Тој монах, Јован, добил божествено привидение. Тука, во некоја од овие прекрасни шуми, инаку се наоѓаме на надморска висина од речиси 800 метри, тој, Јован, видел светлина. Му се прикажала икона, сета обкружена со светлина. Тоа била иконата на Свети Јован. Се верува дека светлината на оваа икона и самата икона дошла до тука од исток. Тој веднаш сетил потреба и силно чувство да ја изгради дом на таа икона. Мало црквиче во која ја сместил иконата и пред која секојдневно се молел. Ова се случува во 11 век, кога Василий II, кој тогаш на овие простори овде управувал со ова Самуилово царство, разбрал за овој подвиг на монахот Јован, дошол и го назначил Јована за архиепископ на Охридската архиепископија. Некоја година подосна, на ова исто место, токму Василий II го подигнал овој духовен храм. А втората и можеби најголема причина поради која те донесов овде е да ги видиш токму овие длабоки дрвени резби. Сигурно се прашуваш како и дали ова можно да се направи вакво искаено дрвено ремек дело. Кој го направил ова, знаеш ли? Нашите мијачки мајстори, ете тие. Им нема рамни на светот до ден денеска. Нема човек кој влегол овде, а не останал занемен. Се едно дали бил верник или атеист. Ова е нешто што е поголемо од човека. Чиниш, синови Божи се пратени од небото за да го искаат во тантела се во ова. Овие сцени од Стариот и Новиот Завет во овие резби, тие не само што ја проткале сета своја душа словенска, сиот свој жар и љубов кон Бога, туку сами си ги излабили и собствените ликови за да останат овде вдлабени за навек. Андреј Дамјанов, Петар Гарката, заедно со уште некои помошници мајстори од родовите Фрчковски и Станишеви. Не може да се најдат писмени документи за тоа како е создадена и како се развила оваа резбарска школа. Овие уметници, овие творци, кои како душата да си ја резбале овде, не мислеле на тоа. Мислеле веројатно повеќе на тоа како во оваа резба ќе го вдахнат сиот, чудотворен и необјаснив спој на единството на човека со Бога. Знаеш, тоа се возвишени цели и не барај зборој за да си објасниш. Оти ги нема, барај ги во собствените резби на срцето и душата. Оттаму треба да ти стаса некој одговор. Ете таму се скриени тие одговори и ете толку се длабоки. Се што ќе видиш овде, ете така, допира длабоко до утробата. Се што ќе чуеш овде, те в чудо не видува. Се што ќе допреш, трепет ти прави. И се што ќе вкусиш, спомен ти остава за навек. Ете таква е мојата Македонија. Мојата чудесна Македонија, мојата безвременска Македонија.
А знаеш ли што е ова? Оваа чудесија и оваа убавина овде е Ријачкиот манастир. Овој манастир е женски манастир. Се смета дека е изграден во 14 век и тоа како метох на Бигорскиот манастир. Низ годините на бурната македонска историја, овој манастир бил неколку пати рушен, но сепак грижата на игумените од Бигорскиот обител постојано го обновувала и одржувала овој метох. Погледни патнику намернику, какви се овие господови живеалишта, овие господови дворови. Велат, Бог ги одбира најубавите дворови токму за себе и за оние кои му служат и му се поклонуваат. Така е велат одбрана и Македонија, за Божји двор, на можеби најубавите и најстарите манастири на светот. Та затоа велат дека Бог се потпишал токму тука во Македонија, откако го создал светот. А те донесов и дотука, бидејќи сестринството во манастирот овде негува редок вид занаед. Покрај секојдневните послушанија, овде се негува еден навистина редок занаед, кој им е главно занимање на сестрите, а тоа е изработка на овие епископски митри. Работата е навистина благородна. Се работи со молитва и како плод на послушанието кон старецот, од рацете на монахињите излегуваат навистина прекрасни и уникатни мајсторски дела, кои се дел од богослужбените одежди на многу епископи и многу патриарси, меѓу кои и Вселенскиот патриарх. Уште една божествена приказна ти е ова. Овие монахињи овде ги изработуваат речиси најубавите митри во православието. Имаат изработено стотици митри. Божи чудеси и прават овде овие монахињи со златни раце и свилена душа. Овие митри кои што тие ги прават овде, ги носат речиси сите владици во православието. И не само тие, туку митри од рајчица носи и Вселенскиот патриарх Вартоломеј, поглаварот на Руската православна црква Кирил, како и Ерусалимскиот патриарх Теофил. Мој патнику намернику, ти велам, недоброени се богатствата, драгоценностите и чудата со кои ќе се сретнеш во оваа моја Македонија. А она што сега ќе ти го покажам и што сега ќе го видиш, ако не си го видел досега, подготви се за љубов на прв поглед. Подготви се, оти срцето посилно ќе ти зачука и оти очите ќе ти светнат од оваа Божја убавина. Еве го, Охридското езеро. Ете тука, под Галичица од запад и Јабланица од исток, тука, на една од најзападните точки на мојата земја, природата реши пред кој знае колку милиони години да го смести овој најубав подарок во Европа – Охридското езеро. Знаеш што, официјално е запишано 4 милиони години, но не може прецизно да му се одреди староста и затоа се вели дека е помеѓу 4 и 10 милиони години старо. Да, добро слушаш и добро гледаш. Иако на прв поглед ќе ти се причини дека е море, тоа е така поради неговата топла сина боја, која е поинтензивна дури и од небесното синило. Нешто повеќе од 368 квадратни километри. Ете толку е големо и затоа изгледа како море да е. И кога само би можело самото да раскажува приказни, кога само би можело самото да раскажува приказни, сиот свет би дошол да ги слуша. Приказни се ова од најскапоцените долапи на мојата земја. Слушај, ова езеро од биолошки аспект е најзначајниот екосистем во Европа. Ова езеро има единствена флора и фауна и затоа представува еден од најголемите биолошки резервати на Европа. Уште во 19 век, кога се направени првите истражувања во него, откриено е дека како една од најстарите езера на нашата планета, тука, во ова езеро, во ова езеро, се зачувал прастар жив свет кој на други места воопшто го нема. Значи, не постои на други места на планетата, или ако воопшто и се најде некаде, тоа е само во облик и форма на фосили, а овде е се уште во облик на жив свет. Знаеш ли зошто? Бидејќи основниот услов кој што возможил одржување на остатоците на прастариот растителен и животински свет
како и воопшто неговата натамошна еволуција, е всушност долгиот континуитет на екзистенција на Охридското езеро. Јасно ти е, патнику намирнику, по сева ова што го слушна, дека Охридското езеро почнало да живее уште пред да почне да живее човекот на оваа планета. Еве ти уште некој податок кој верувам сакаш да го слушнеш и да го запомниш за цел живот. Ова езеро е длабоко 286 метри. Таа длабочина е токму тука некаде измерена помеѓу овие две мали рибарски селца, Пештани и Трпејца. А погледни ја оваа бистрина. Тоа е така затоа што во ова езеро има бројни подводни врутоци и извори. Цели 22 метра е видливоста. Не постои такво нешто во светот. Голем број реки, потоци, извори се влеваат во ова езеро. Ти велам, од сите страни овде извира вода. Те водам сега таму на јужната страна на езерото, таму каде што се наоѓаат најголемиот број подземни извори и каде што се влеваат најголемиот број реки, за да видиш со каква чиста вода се храни ова езеро. Ова е Црн Дрим. Оваа волшебна река извира токму тука во Свети Наум, на едно од можеби најсветите места во Македонија. Ова се тие мигови кога човек сака времето да застане, нели? Ова се тие места пред чија што убавина и боговите молчат. Токму ова се тие волшебства за кои што се прашуваш, јаве ли е, сон ли е оваа убавина? Види вака, оваа кристална вода која кога ја гледаш и мислиш дното можеш да го допреш со рака, е длабока цели 3,5 метри. Ова езерце овде е формирано од изворите на реката Црни Дрим. Тие, пред да дојдат до тука, поминуваат преку подземни варовити канали. Мноштво такви подводни канали има од сите страни овде. И канали, и крајбрежни извори. Водата овде, кога и да ја измериш, во кое било годишно време, таа е секогаш 11 степени. И замисли, тоа не им пречи ниту на лебедите, ниту на дивите патки, ниту на охридската пастрамка, која пак е посебна и многу специјална приказна. Ке ти ја раскажам секако. И приказната за неа, и приказната за јагулата. Се разбира. Но гледај, овие меурчиња што ги гледаш, тоа се тие подземни извори кои клокотат и носат чиста, бистра и студена вода. Никогаш не го заборавај тоа дека во оваа моја земја вода извира од сите страни. Со неа извира и сета бистрина, и сета скапоценост, љубов, добрина, питомост и чудесност на мојот народ. Не ќе биде многу ако ти кажам дека мојот народ е потомок на многу чудотворци кои се родиле овде, живееле, твореле и му вдахнале една необјаснива духовна сила на мојот народ. Непроценливо е богатството кое тие чудотворци го посеале овде и го оставиле во наследство за веки веков. Погледни, запирај времето, запирај здивот и истопати да дојдеш до тука. Секогаш ќе го имаш истото чувство. Една безвременост која овде магепсува. Свети Наум чудотворец. Во негова чест е изграден овој манастир на едно од можеби најубавите места во Македонија. Една легенда вели дека Охридскиот цар му го изградил овој манастир на чудотворецот Наум, а друга пак вели дека ова било царски двор кој Наум го добива како подарок, бидејќи со својата чудотворна моќ ја излекувал царската ќерка. Прекрасни приказни се ова. Исто како и таа дека Наум бил роден во богато и побожно семејство. Токму поради всадената љубов кон христијанството, тој се откажува од сето богатство и се замонашува. Тој бил најмладиот, но и најдаровитиот ученик на најголемите просветители на Балканот, Свети Кирил и Методи. Секако дека и за нив ќе ти раскажам. Но Наум всушност раководел со Охридската школа полни 7 години. Потоа се повлекол овде, творел, пишувал, учел и ги просветлувал луѓето, не штедејќи го сето свое знаење со кое бил обдарен. На 80 години починал и погребан е токму овде. Дојди, наслони си го увото овде, за да го чуеш неговото срце. Едни веруваат дека е тоа неговото срце, а други велат дека тој се уште живее како опомена и совест во душите на луѓето.
но и едните и другите се согласуваат во она што преданијата велат за Наум, а тоа е дека чудата негови биле побројни и од звездите на небото. Толку парички колку што имат звезди на небото, веројатно има и овде, од сите светски меридијани фрлени токму овде каде што Црни Дрим се влева во Охридското езеро. Ништо не е сменето. Луѓето веруваат во чудотворното остварување на нивните желби. Ајде и ти, затвори ги очите, замисли си желба и фрли ја паричката. Ке ти се оствари, да знаеш дека ке ти се оствари. Пред да си заминеме од тука, само да ти речам и за јагулата, прочуената Охридска јагула. Незиното љубовно патување почнува од тука, а завршува во Саргаското море. За да го сретне својот мажјак, таа треба да мине повеќе од 6000-7000 километри. Патува исклучиво ноќе и тоа во ноќ без месечина. За да стигне до морето каде што ја чека нејзиниот мажјак, нејзи треба цела година. Штом стаса, таа ги положува своите јајца на длабочина од 500 дури и 1000 метри длабочина. Мажјаците ги оплодуваат и штом почне хоризонталното движење на ларвата, таа носена од морските струи го почнува својот пат за навака, за назад. Тој пат пак, тоа враќање назад, повторно тука, трае цели 3 години. Ова не е љубовна приказна од приказните, ова е вистинска приказна за љубовта на јагулата и нејзиниот мажјак. А вака изгледа на софра. Ова ти е специјалитет над специјалитетите. Секако пробај, но не претерувај. Од неа се јадат само неколку залчиња и се налева со неколку голтки вино, кое било македонско вино. И со затворени очи да бираш, не ке сгрешиш. Што и да вкусиш од мојата македонска трпеза, и тоа со затворени очи да го направиш, мелем во душата ке ти се стори. На која и да си софра, кај и да се најдеш во мојата земја, вкусот на македонската традиција. Зачин ке ти биде кој цел живот ке го паметиш. Напи се по една жолта кај и да седнеш. Замези од македонскиот патлиџен и сирење кај и да седнеш. Пробај охридската пастрамка овде во Охрид, на овие божествени извори кај Свети Наум. Послушај ги овие народни песни. Оти и тие многу приказни ке ти раскажат. За македонското девојче кое е како китка шарена, која е в градина набрана и даре подарена. Бидејќи нема и не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Пеј каде што ке пееш, играј каде што ке играш, но во Македонија немој нит да играш, нит да пееш, оти надигран и надпеан ке бидеш. Така си од Балкан вели. Дојди сега да прошетаме и по Охридската чаршија да те однесам. Сакам да ја видиш старата охридска архитектура, да го чуеш и овде гласот на минатото. Секој камен од оваа калдерма овде има приказна. Секоја од овие тесни сокаци ќе те однесе пред чудеси од градби и приказни. Еве оваа куќа, куќата на Робевци, на едно старо и мощно прочуено охридско семејство. Нивното име за прв пат се сретнува уште во 14 век. Оваа куќа неколку пати била и рушена, и градена, и уништувана, и дотерувана. Оти пројдени се крај неа и војни, и војници, и ветришта, и веулици. Денес е таа, можеби, најубавата охридска принцеза која овде среде чаршијата ги бели своите зидови како Билјана, која платното го белеше токму на охридските извори. По овие тесни сокаси, по овие древни калдерми, по овој стар град кој магијата со себе вечно ја носи, од тука води патот право до Света Софија. Ова пак е Света Софија, преубавата Света Софија, преубавата божествена премудрост, како возвишен катедрален црковен храм. Ако ме прашаш, ке ти речам, ова е срцето на градот. Сите древни охридски дамари како во неа да шукаат. Сите древни мудрости како во неа да се збрани. Доближи и се,
Поклони се и влези внатре. Влези внатре и слушај. Слушај го овој фрескопис. Најистакнатите патриарси, епископи и ѓакони се распространети на долните површини на сите делови во олтарскиот простор. Свети Василий Велик, Свети Јован Златоуст и Свети Григорий Богослов. Еве ги на централниот дел од олтарот. За Света Софија се вели дека е најголемата галерија на архиереи во светот. Насликани се овде и римски папи и представници на Александриската, Ерусалимската и Антиохиската патриаршија. Секако дека се тука и ликовите на старословенските просветители, Свети Кири Филозоф, Свети Методи и нивниот ученик Свети Климент Охридски. Едни преданија велат оти оваа црква му служела на цар Самуил во 10 век, тогаш кога тој својата престолнина ја пренел токму тука, во Охрид. Други преданија пак велат оти оваа црква била изградена или пак само обновена, кој знае, за време на архиепископот Лав, кој тогаш се наоѓал на престолот на црквата. Но најверојатно и можеби најточно е дека оваа црква, оваа прекрасна и најголема средновековна црква на овие простори, е подигната веднаш по големата мисија на Свети Кирил и Методи, и тоа токму врз темелите на претходно срушената црква, врз темелите на старата сакрална градба. Остави нека те магев со оваа црква со сета нејзина величенственост. Остави нека ти ја шепне мудроста на светот. Остави да те растрепери. Оти Света Софија знае како да ти го нареди твојот внатрешен растреперен мозаик. А тие пак, Свети Кирил и Методи, тие, нивната знајност, нивната значајност неизречива е, огромна, скапоцена и ненадмината. Ете, таква била и ќе остане нивната знајност. Тие ги описменија луѓето на сиот овој простор овде, од Русија па се до Цариград. Тие, токму тие. Тие ја создадоа глаголицата, токму тие беа одбрани од византискиот двор и тие ја спроведоа и завршија моравската мисија. Свети Кирил и Методи, токму тие наши старословенски просветители беа одбрани. Оти беа умни, оти беа учени и знајни, оти се школуваа во Цариград, оти зборуваа неколку јазици и оти го знаева словото. Го создадоа, го напишаа и му го оставија на сиот словенски свет. Токму тие го распослаа христијанството, ја утврдија христијанската вера, ги преведоа старогрчките книги и старословенските книги на словенски јазик, ги умножија и им ги дадоа на свештениците да ја проучуваат младината, да го описменат светот. Старословенските браќа Свети Кирил и Методи, апостолите на словените, со заштитниците на Европа. Така за нив рече папата Јован Павле II. Дајте ми крилја, јас да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места јас да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Тамо зората греи душата и срце светло зајдвид в гората. Тамо дарбите природната сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледнеш или планина, сегде Божија е хубавина. Тамо по срце в кавал да свирам, срце да зајдвид, јас да умирам. Ете овие стихови неке беа напишани да не беше словото. Словото кое го создадоа браќата Кирил и Методи. За браќата Миладиновци пак да го создадат зборникот. Овие двајца браќа ги собраа речиси сите народни македонски песни и умотворби и ги ставија во зборникот. Зборникот на македонската и сета словенска реч. Ете затоа понекогаш солзи сами му капат на мојот народ, а тој ќе рече: прости ми, оти се можеш да ми земеш, ама душава не можеш, не ти ја дава. Се верува дека царот Јустинијан токму тука бил качен на некој од овие охридски ридови, кога гледајќи во овие прекрасни Божји чудеси и рекол: "Ох, Рид, прекрасен Рид", рекол царот. И така Охрид го добил своето име. Други пак ќе речат дека е ова градот на светлината, бидејќи тоа е неговото старо значење кое пак доаѓа од името Лихнит,
античкото име на Охрид, како што е запишано 2400 години пред нашата ера. Лихнит ете така како што пред Јустинијана се викал овој град. А трети, всушност сите ќе се согласат дека ова е европскиот Ерусалим. Велат, оти 365 цркви има овој град. 365 за секој еден ден во годината. Некои дури велат дека ако се зирне над и под тлото, може би има и повеќе. Но ова е сигурно најубавата. Свети Јован канео. Погледни ја. Како светилник стои овде среде овој охридски рит. Како светилник и чувар на се што е од Бога дадено овде. И за незиното живописување нема пишани податоци, иако според иконографијата и архитектурата се предпоставува дека била изградена кон крајот на 13-тиот и почетокот на 14-тиот век. Велам, не е точно запишано. А кој можел да ги запише и да ги собере сите овие недоброени древности овде? Но некаде пак е запишано дека овој поглед овде и сета оваа сцена, ваква каква што е седмо рангирана во светот по својата убавина. Еден британски историчар на уметноста пак, сер Херберт Рид, кој откако дошол овде во Охрид и останал чудо невиден од оваа божественост овде, вака запишал. Помеѓу византиското црковно сликарство од Равена и Сицилија од една страна, италијанската ренесанса од друга страна, не постои празнина. Охрид е тој значаен мост на сета европска уметност. Охрид е до ден денес тој мост кој ја поврзува древноста и сегашноста. Кога ќе ти дојде многу од се, бидејќи убавината знае и да замори помалку. Кога ќе сакаш да се осамиш, кога ќе посакаш да уживаш во можеби најубавата природа на светот. Тргни по стариот римски пат, Вија Игнација. Помини во Радожда, следи го патокасот до последната куќа и дојди во овој езерски рај. Ке видиш што значи уживање. Не заминувај се од тука, од кај Охридското езеро, пред да дојдеш во Радожда. За уште еднаш да ги видиш двете кралици на Охридското езеро. Неговите најубави убавици, Охридската јагула и Охридската пастрамка. Оваа магичност и чудесност на ова «ке ми простиш» за мене најубавото езеро на светот. Сето стуткано и прегрнато овде не само од овие планини околу него. Ова езеро е прегрнато од Бога, бидејќи токму тука се вели дека Бог, кога го создал светот, овде во Охрид се потпишал. Дојди и ти до тука, за да си го втиснеш овој Божи печат длабоко во срцето. Вака опиен и восхитен како што си човек од сета оваа магија што ја виде и слушна, од сета волшебност која како филигран овде се проткајува низ душата и која не само тебе, туку секој еден човек кој дошол овде на ова парче земја е затекнат од ова бисерно нанижана приказна. Вака те водам на уште едно такво место од восхит. Ако Охридското езеро беше едно од најстарите природни езера на светот, ова пак езеро овде е најстарото вештачко езеро во Македонија. Матка. На помалку од 10 километри сме од главниот град, во сигурно најубавата и најживописната негова околина. Иако Охрид го нарекуваат европскиот Ерусалим, тогаш Матка ја нарекуваат малата Света гора. И тука изобилие од драгоцени богатства, та природни, та создадени од човека. Народот си ја сака оваа земја, и земјата си го сака овој народ. И еве, тоа не може да се сокрие. И за овој кањон, патеписците пишувачи, кои севезден крстарат по светот, па стасојат и овде, во ова мало парче земја, ќе речат дека токму овој кањон овде е еден од најживописните и најубавите кањони на светот. Многумина пак велат од средбата со овој кањон овде е како да сте откриле нов свет. Чудеси се овие дарби од природата која навистина безпоштедно ги има расфрлано на ова парче земја. И токму тука, во оваа стуткана природна утроба, се подигнати преубави средновековни цркви и манастири.
Ова е манастирот посветен на Мајката Божја, Света Богородица. Ова е тој манастир кој е изграден во 14 век и во кој речиси континуирано има монашки живот се до ден денес. Ова е тој манастир кој е врвен и достоен представник на македонското духовно и уметничко наследство. Ова е тој манастир кој не може да се спореди со ништо од човека создадено. Исто како оваа црква овде на Матка, оваа Свети Андреја, која исто така не може да се спореди со ништо што е од човека направено, бидејќи овие нешта надминуваат се што е човечко, во секој поглед. Токму тие го символизираат Царството Небесно, овде на земјата. И затоа, многу често овде кај нас во Македонија, градителите и зоографите избегнуваат да ги запишат сопствените имиња. Затоа што знаат дека тоа е Божи дар, дека е тоа дарба со која тие се одбрани и обдарени да ги создаваат овие божествени драгоценности, кои изгледаат токму така, како да се спуштени од Царството Небесно и сместени тука, на најубавите места на светот, пред кој светот, сиот свет ќе се поклонува за навек. А за богатството на флората и фауната пак овде на Матка, малку е што и да се каже. Изобилие на сите страни. Лета овде над овие карпести височини реткиот белоглав орел. Лета и надлетува како Божи чувар на оваа природна скапоценост. Летаат овде преподени дури 119 видови пеперутки. Ноќе пак дури 140 видови. Дури 77 од нив се балкански ендемични видови, кои ги има само тука и никаде на друго место. А 18 пак видови пеперутки се такви кои се уште непознати за науката. Долго пак криена и од науката, и од човека беше врело. Подводната и надводната пештера врело и подврело. И се уште, ниту науката, ниту човекот може до крај да ја откријат. Не така одамна, пред некоја година почна истражувањата. Прво, 2008 година, кога биле откриени само 71 метар. Па некоја година подоцна 192 метри. Па потоа Луиджи Казати од Италија се спушти до 212 метри. За 2016 година полскиот нуркач Кшиштоф Старнавски да се нурне до 230 метри. Истиот тој доаѓа повторно следната година и нурнува до 240 метри, велејќи дека најверојатно има уште. Овие 240 метри ја прават оваа пештера најдлабока на Балканот и втора во Европа. А онија уште, за кој Кшиштоф е сигурен, го чекаат денот кога оваа пештера врело ќе биде всушност најдлабоката пештера на светот. Зачудувачки е овој дождовен таван од сталактити. Зачудувачки се овие неколку столбови, особено овие два, наречени столбови близнаци, кои се високи околу 6 метри. Не само поради висината, туку и поради оваа бела кристална боја. Не помалку зачудувачки се и двете езера во пештерата. Сета е зачудувачка. И ете затоа заедно со Охридското езеро пештерата Врело беше кандидат за едно од новите 7 светски чуда. И ете затоа кога ќе дојдеш во Македонија, влези во оваа утроба на овој прекрасен кањон Матка. И sejedno од каде ќе ја почнеш или како ќе ја завршиш оваа приказна, ти човеку кој дојде на овој пат низ Македонија, секако ќе се поклониш и пред престолнината. Бидејќи овој град е исто така дел од древните антички приказни на оваа моја земја. 8000 години постои живот во овој мој град. Скопје е срцето на Балканот. Скопје е раскрсницата во која се вкрстуваат сите надолжни и на широки патишта. Да, Скопје е срцето на Катена Мунди. Дојди прво на калето, Скопското кале, бидејќи тука ќе чекориш на почва на која живот имало уште во времето на неолитот и раното бронзено време. Чекориш каде што се чекорело и пред 4000 години. Од тогаш имало живот овде. Оваа тврдина што ја гледаме денес, оваа тврдина е изградена најпрвин во византиско време, односно во времето на царот Јустинијан, кој патеме е исто така роден тука, во непосредна близина на Скопје, во селото Таор.
Добрите познавачи археолози велат дека овие камени ѕидови, долги 121 метар, се изградени токму од камените блокови земени од стариот антички град Скопје. Многу освојувачи поминале овде. Многу пати оваа тврдина била и рушена и обновувана, но евеа се уште стои исправена, држејќи ја на своите плеки историската приказна за постоењето на овој град, стара повеќе од 6000 години. Ова се тие сведоштва на минатото кои ги врзуваат нитките на старо-новите гердани. Ова се тие бедеми кои што ги држат исправени првите страници од историјата на Балканот. Одовде ќе го имаш тоа чувство дека можеш во еден здив да го сместиш овој град и да го прегрнеш во силна преградка. Одовде го имаш градот безмалку како на дланка, сместен на двете страни на реката Вардар, која како главна артерија тече речиси по сета негова должина. Скопје е срцето на Балканот, неговата средишна точка, неговиот мост кој го врзува источниот и западниот Балкан. Камениот мост пак, тој е мост кој го дели градот на два дела. На едната страна е старата скопска или старата турска чаршија, која изобилува со стари приказни, а на другата страна од градот е новото и модерно Скопје. За камениот мост, кој е всушност еден од најзначајните символи на овој град, постојат две приказни. Едната вели дека тој е изграден уште во времето на византискиот цар Јустинијан, уште во 6 век. А втората предпоставка пак вели дека султанот Мехмед II освојувачот го изградил за време на Отоманската империја, а тоа е некаде во 15 век. Големи временски распони се ова. Векови и векови врват преку овој мост. Сета историја на овој град поминува преку него. До ден денеска е така. Старата пак скопска чаршија е можеби најчудесниот лавиринт на овој град. Мали тесни сокаци, преполни со стари дуќанчиња, од кои некои од нив се уште се такви какви што биле од секогаш. Прошетката овде го создава чувството на прошетка како по приказна. Некои занаети се уште задржани, иако повеќето од нив ги нема веќе и остануваат само испишани страници на оваа стара и преубава чаршиска приказна. Но душата и срцето на оваа чаршија се чини никогаш нема да се пребришат. Тие се проткаени во секој камен од оваа стара калдра. Тука се најубавите кебапчиња и најубавата сими погача. Тука е најубавиот локум. Тука ќе го испиеш најубавото турско кафе еве вака, сварено на песок. И тука ќе сакаш да си поседиш, дозволувајќи му на овој мирис и вкус на минатото да ти се пикне во душата како спомен кој драгоценно ќе го спакуваш и ќе го понесеш одовде. Враќајќи се назад, можеш да свратиш до уште неколку градби кои представуваат вистински драгоцени долапи на минатото овде. Помини и разгледај го Дауд Пашиниот амам. Никако не одминувај ниту црквата Свети Спас, која е всушност најстарата црква во централното градско подрачје на Скопје. Скромна е однадвор, бидејќи е градена за време на Османлиското царство, па е длабоко вкопана под земја, за да се сокрие. Да се сокрие и тука да остане за навек. Еве до ден денес. Неколку скалила ќе те однесат и во оваа црковна утроба. Таа е скромна однадвор, но кога ќе влезеш внатре, тешко дека ќе останеш рамнодушен од она што ќе го видиш внатре. Прекрасниот иконостас зрачи во овој темен простор. Долг е 10 метри, а висок 6 метри. Преубава, извонредна длабока резба, низ која се проткаени мотиви од Стариот и Новиот Завет. И ова е само уште еден доказ дека низ овие простори од многу одамна твореле врвни мајстори на занаетот. Гледај, уживај и остави срцето нека ти трепери. Ова е еден од најубавите иконостаси кои некогаш си ги видел во животот. Ти зборува веќе за мајсторијата на мијачките мајстори. Се што создале е ремек дело. И овде, на оваа дрвена тантела, мотивите се позајмени од Светото писмо. Но овој волшебен декоративен елемент на разни сцени од Светото писмо не останал никаде осамен. Сето тоа е поврзано со лисја, цвеќиња, понекогаш и со мотиви од геометриска орнаментика.
Така е извајана оваа света легенда со ликови од народот, од кои некој од нив се во мијачка облека. И затоа сето ова заедно дава на показ богатство кое што сосема личи на кујунџиска изработка. И затоа сето тоа прилега на огромна арабеска од тантела, каде што ниту еден дел од оваа оревина не останал необработен. И затоа се трепери и делува вака драгоцено, како уметност на која и нема рамна. Тука во оваа црква се наоѓа и гробот на една од најзначајните фигури во македонската историја, Гоце Делчев, големиот македонски револуционер и национален херој. Неговите посмртни останки биле донесени овде 1946 година. Со ова е исполнета и неговата последна желба, да биде закопан токму во родната земја, во родната Македонија, она за која тој и го дава својот живот во борбата против османлиите. Од тука, кога ќе тргнеш назад на кај камениот мост за да поминеш од другата страна на градот, да се сретнеш со Филип II Македонски, па преку мостот, поминувајќи го најголемиот и најубавиот плоштад во Скопје, да се поклониш пред можеби најзначајната историска фигура во историјата на човештвото, Александар III Македонски, кој е обкружен со прекрасна фонтана, гордо стои исправен како воин на конј освојувач на светот. Македонија тоа никогаш не стана, но знам дека е освоено срцето на секој оној кој ќе зачекори по овие златно-сончеви македонски патеки и приказни. Овде во близина на само неколку метри од овој македонски великан е и спомен куќата на една жена која одбележа пак новата епоха и која исто така е родена тука во Скопје. Гонџа Бојаджи, или како што сиот свет ја знае и слави, незината светост мајка Тереза. Таа која сиот свој живот го подари вршејќи ги најдобронамерните мисии, посветувајќи им го животот на болните и на сиромашните. Таа, како светски мисионер на милосрдието, ја добива и Нобеловата награда за мир. Токму на оваа улица, која тогаш се викала Поп Кочина, број 14, е родена оваа светла душа, полна со љубов и добрина, мајка Тереза. Влези во незината куќа, всушност спомен куќата направена во незина чест, за и тука да бидеш допрен од милосрдие, љубов и добрина. Таква каква што ќе те следи на секој чекор од ова пресвето парче земја. Веднаш до оваа куќа некогаш тука била и католичката црква во која мајка Тереза е крстена, и тоа само еден ден по своето раѓање. Тука мајка Тереза ја добила својата прва причест. Тука пеела во црковниот хор, играла во црковниот и градскиот театар, рецитирала, свирала мандолина и пишувала поезија. Во таа некогашна католичка црква, таа ги слушнала првите писма кои стигнувале на таа адреса. Ти велам, Поп Кочина, број 14, и поради чија живописност, таа еден ден одлучува да го напушти својот роден град, своето семејство и сиот свој дотогашен живот и да се посвети на болните и на сиромашните. А во оваа католичка црква, во која те донесов денес, е сочуван кипот на пресветото Исусово срце, пред кое токму таа мајка Тереза се молела. Еве токму овој кип. На 12 години првпат добила повик од Бога, за 6 години подосна, значи на само 18 годишна возраст, таа за секогаш да замине од овој свој роден град. Да замине за да го посвети сиот свој живот на Бога, на љубовта и на милосрдието. Од тука, од оваа железничка станица, која денес е претворена во музеј на градот Скопје и која исто така е најстарата железничка станица на Балканот, за жал срушена во катастрофалниот земјотрес кој му се случи на мојот град на 26 јули 1963 година. Токму од тука мајка Тереза заминува за Индија, за последен пат погледнувајќи го своето семејство и својот роден град Скопје. Ете тоа се тие небесни височини, тоа се тие расширени крилја, тоа е таа добронамерност, таа гостопримливост, таа питомост и љубов со која ти, човеку, која дојде на пат низ Македонија, ќе ја сретнуваш на секој чекор во мојата земја. Бидејќи, како што и самата мајка Тереза рече,
Светот не е гладен за леп, колку што е гладен за љубов и за добрина. На крај те донесов овде, на највисоката точка во мојот град, на планината Водно, тука на врвот, тука каде што е подигнат најголемиот крст на Балканот, а пети во светот. Ете тука, за оттука да ги чуеш и црквените звона, и православни и католички, да го чуеш и муслиманскиот оџа 5 пати на ден, да го видиш и музеот на евреите, и куќата на мајка Тереза, и споменикот на Александар Македонски, и родното место на царот Јустинијан, да ја видиш сета вонсериска и безвременска раскош на мојата земја, да ја понесеш со себе оваа Библија која се уште ги врти своите страници наспроти светот, да го чуеш срцето на секој еден македонец, да ги чуеш внатрешните камбани на секој еден човек овде, и кој дошол, и кој пошол, и кој се вратил, да ги чуеш камбаните како се уште бијат. Бијат во неповторлив и во идентичен ритам со нашите срца. Да, така бијат. За кого? За Македонија. Оди си сега по својот пат, ти патнику намернику. Смири си ја малку душата од се што виде и се што слушна овде. И од се со што се наслади овде, во мојата Македонија. Оди си и раскажи му го тоа на светот. Оти светот не знае, како што ни ти не знаеше се додека не го виде и не го чу сето ова. Не знаеше што е Македонија. Тоа е древно име и древна земја. И дојди пак ти патнику намернику. Дојди кога сакаш, пак ќе ти ги отворам и срцето, и душата, и куќата моја македонска.